Не постои вистинска возраст на која што може да започнете или пак да ја смените вашата професија. Сепак, многу е важно, покрај желбата и храброста, да си го поставите прашањето дали сакате да работите за некоја компанија или пак сакате да започнете собствен бизнис. Секако не е лесно особено во една држава во која што нема пазар на трудот за музичари, да се прекине една релативно сигурна работа и да се почне нешто ново. Но уметничкиот порив е поголем од чувството, потребата да имаш чувство на сигурност. Во 27 години професионална работа како виолинистка во Македонската филхармонија и претходно уште 15 години континуирано дружење со музиката, со виолината, почувствував дека моите уметнички хоризонти ми станаа тесни. Затоа решив да се пробам во едно ново поле на уметноста. Тоа е изработката на накид. За да се изработува накидот, треба да се завршат повеќе различни обуки. Најпрво завршив курс кај Александар Милев Баки по филигран, потоа работев како практикант во Рубин, во Златара Рубин. Посетував една работилница во Израел и сега го работам ова со голема страст, со голема жар, со многу љубов и ми носи истовремено и многу голем спокој. Филигранот е дел од нашето културно наследство, а филигранството е една од најспецифичните, но и најсофистицираните форми на обработка на метал. Совршен спој на идеи, љубов и креативност. За мене филигранот, изработката на накид е новиот подиум на кој што сега настапувам. Секој парче накид што го изработувам е уникатно. Ние жените сме уникати, сметам дека треба да носиме уникатен накид. Тој својата природба ја доживеа после филмот на Милчо Манчевски Пред дождот, во кој во една сцена се појавува филигранската пеперутка на Вангел Деребан, нашиот врвен мајстор. Јас не сум традиционален занаетчија, затоа и не се бавам со традиционалните форми. Јас сум уметник и сметам дека во 21. век треба да одиме со нови дизајни, со нови модели. Љубовта е двигател на се во животот. Сметам дека кога нешто се сака, кога нешто се работи со љубов, успехот е неизбежен и затоа ги охрабрувам сите кои што можеби се двоумат да сменат професијата, кои можеби размислуваат да заземат некој нов пат во животот, да го направат тоа зашто е многу убаво. Спокојот на душата нема цена, а љубовта кон професијата го прави тој спокој.